Почитувани гледачи, добро утро. 9 часот, студио на Слободен печат. Што се детски хернии? Кога е вистинското време да се отстранат? Што со неспуштените тестиси? Има ли разлика во возраста кога треба да се вратат онаму каде што им е местото? Утрово наш и ваш гостин, доцент доктор Исто Симеонов од приватната болница Аџибадем Систина. Докторе, добро утро. Ви благодарам што ја прифативте поканата од Слободен печат. Добро утро, благодарам за поканата. Поздрав до сите гледачи на Слободен печат. Најавив дел од темите на кои што ќе зборуваме денес. Повод се вашите пакети за детска хирургија кои што ги имате во моментов, но за тоа малку подоцна, најпрво околу интервенциите оперативни кај децата. Кои се најчести и каква е крајот, исходот, секогаш, нели, предпоставувам во поглед на успешноста на оперативните зафати? Најчести хируршки интервенции во детската возраст се ингвиналните хернии или килите, неспуштени тестиси или крипторхизам и акутно воспаление на слепото црево. Так. Херниите се вродена состојба. Тоа е многу битно за родителите да знаат дека хернија или кила кај нивното дете е вродена состојба. Не е заради некоја причина, кашлање, плачење, па се појавила подуетинка заради тоа, него килата е вродена состојба. Неспуштените тестиси, тоа е отсутство на тестис во скротално кесе кај машките деца, и акутно воспаление на слепото црево е веќе позната состојба. Исто е веќе и кај возрастни и кај деца. Хернија во принцип представува необлитериран, незатворен процесус вагиналис перитонии или тоа е стомачната обвивка. Пред да се роди бебето, таа обвивка треба да се затвори во пределот на ингвиналниот канал. Така. Кај женски деца, ако не е затворена, ако не е облитерирана, завршува во пределот на големите усни и најчесто подуетинката, односно килата, се манифестира во тој предел, кај големите усни кај женски деца, а кај машките деца продолжува кон скроталното кесе. Так. И подуетинката може да биде од ингвиналниот канал спуштена надоле кон скроталното кесе, односно кон тестисот. Сакам да кажам дека ова се статистики кои што не се битни за родителите. Статистички почесто е кај машки деца и статистички почесто е кај предвремено родени деца. За родителите најбитно е да проценат дека се работи за ингвинална кила кај нивното дете и уште побитно е да проценат дека таа ингвинална кила се вклештила. Така. Треба да ја препознаат килата и уште побитно да препознаат дека има вклештување на килата која има нивното дете. Кои се, докторе, симптомите кај ваквите кили? Што е разликата доколку е вклештена и не, и кога е вистинскиот момент да се поиде на хирургија? Килата во принцип секогаш ја приметува родителот. Така. Тоа е подуетинка од левата или десната страна или од двете страни во предел на ингвиналниот канал. Таа подуетинка може да биде голема колку лешник, до големина на помала мандарина или јајце. Така. Тоа значи дека детето има кила. Килата, односно подуетинката, ако се повлекува спонтано или при благ допир од страна на родителот, значи дека не е вклештена. Ако детето ненајдено почне да плаче, да ги крева нозете кон стомакот, да повраќа, тогаш родителите треба да ја палпираат, да пипнат таа подуетинка. При вклештување, таа секогаш е тврда, не е мобилна, не е подвижна и како притискаат, болката кај детето е уште поголема. Така. Тогаш треба веднаш да се јават на детски хирург. Ве прашав за возраста кога е најдобро да се оперира и освен плачењето има ли некакви други симптоми при болка кај килата и колку е таа практично и дали е животна загрозувачка? Килата кај децата, кај бебињето, дека не почнат да лазат или да одат, се манифестира при лежење, најчесто при плачење. Так. Тогаш се појавува таа подуетинка и во принцип веќе кога имаме диагноза ингвинална хернија, треба да се планира хируршка интервенција. Помеѓу 3-тиот и 6-тиот месец треба да се направи таа хируршка интервенција. Меѓутоа, ако килата се вклешти и ако не може да се репонира, да се врати назад, тогаш има индикација за итна хируршка интервенција. Затоа што во килната кеса се вклешти орган. Црево, јајника и женско дете и тука нема што да чекаме ако не можеме со манипулација да ја вратиме назад.
Веќе децата кога ќе почнат да одат, да трчат, да скокат, тогаш килата станува поманифестна. Само сакам уште еднаш да повторам дека килата е вродена состојба. Така, тоа го расчистивме. За животна загрозувачка ве прашав дали е или не е кога ќе се вклешти? Кога ќе се вклешти е животна загрозувачка затоа што треба да се реагира во првите 6 часа од вклештувањето. Така. Околу неспуштените тестиси. Често пати се случува да тестисот заврши во стомачната шуплина. Кога е тука најдобриот период или најсоодветниот кога треба да се направи хируршка интервенција и се почесто, народски кажано, имаме проблем со скротумот, односно со кожичката на пенисот кај малите деца. Да, и тоа уште една состојба честа. Кои што многу често фимоза. Да, така. За неспуштени тестиси. Детето при самото раѓање веќе треба да ги има двата тестиса спуштени во скротално кесе. Има состојба на мобилни тестиси, кога тестисите едноставно мигрираат, се движат горе-долу во скроталното кесе. Значи, тоа е состојба кога тестисите се движат горе во скроталното кесе. Так. Таа состојба не е предмет на хируршка интервенција. Тоа се мобилни тестиси во скроталното кесе, кои што со тек на времето, тек на годините, како ќе се зголеми тестисот, ќе се биде константно во долниот дел од скроталното кесе. Крипторхизам значи дека тестисот, односно неспуштен тестис, значи дека тестисот не е во скротално кесе, во кожичката под пенисот, туку е некаде во ингвиналниот канал. Така. Некогаш тестисот може да се палпира при преглед, меѓутоа ако е многу високо во ингвиналниот канал или во абдоменот, тогаш тестисот треба да се пронајде со ехо преглед. Некогаш и со ехо не може да се види тестисот, треба да се направи магнетна резонанца и при самата хируршка интервенција прво треба да се направи лапароскопска експлорација, односно со камера да се влезе во абдоменот, во абдоминалната празнина и да се види патот на тестисот, дали по тој пат на тестисот, каде што се спушта кон ингвиналниот канал, има или нема тестикуларно ткиво. Така. Ако има тестис интраперитонален, тогаш операцијата е во 2 акта. Ако нема, како и да е, се прави експлорација на ингвиналниот канал, да се процени дали има остаток од некакво тестикуларно ткиво и ако тоа е неквалитетно, треба да се отстрани. Затоа што тестисите во пубертет може малигно да алтерираат, многу е ретко, меѓутоа интраабдоминален тумор, малигни, во возраст на 20 години, кај машки деца може да биде причина заради неспуштен тестис. Многу ретко, меѓутоа може да се случи малигна алтерација кај неспуштен тестис. Тоа ми беше следното прашање статистички, она што го прочитав е дека доколку тестисот не си го најде своето место во рана возраст, во детска, може да предизвика и карцином, меѓутоа ми го одговоривте. Уште една, извинете што така? ве прекинав, уште една многу битна работа кај неспуштени тестиси. Ако тестисот не е спуштен во скротално кесе, после првата година, секоја наредна година за 10% опаѓа способноста за оплодување. Односно, за секоја наредна година, за 10% се уништуваат сперматозоидите. Така да веќе на 12-13 години тестисот не е функционален во смисол на плодност. Така. Кога е најидеалната возраст да се направи? Идеална возраст е помеѓу 6-тиот месец и првата година, најдосно до втората година. Така. Околу на следното прашање, следната хируршка интервенција кај деца е кожичката, неотварањето. Ајде да им објасниме пластично на младите мајки што се треба да прават и во кој период после раѓањето и доколку не се отвори главичката на пенисот после известно време, кога е време да се направи оперативен зафат. Најбитно е за мајките и за татковците. Така, добро, во принцип мајките се грижат. Да знаат дека до првата година доволно е кога ќе повлечат кожичката од пенисот да се гледа отворот од кај што мочка така. Машкото дете. Ништо повеќе не треба. После првата година може постепено да ја повлекуваат посилно, за таа малку по малку да се одлепи целосно. Така. До третата година веќе би требало кожичката да биде одлепена. Доколку не се случи. Доколку не се случи тоа, треба да го однесат нивното дете кај детски хирург и со манипулација таа кожичка може да се одлепи.
Значи до третата година. До третата. Меѓутоа до првата година ништо повеќе од тоа да се гледа отворчето на уретрата од каде што мочка машкото дете. Хајде да се вратиме малку повторно кај неспуштените тестиси. Рековте дека плодноста се намалува до за 50% секоја година. За 10, значи после за првата 10. година секоја наредна за 10% опаѓа способноста за плодност кај тестисот, значи се уништуваат сперматозоидите. Имате ли вакви пациенти? Кој е најмлад, кој е најстар пациент кој што го имате? Има два тестиса. Со еден тестис може да функционира машко дете без никакви проблеми, без никакви пречки во однос на фертилност, сексуален живот. Така. Меѓутоа, веќе кога имаме еден тестис кој што не е спуштен, не е во ред да го оставиме да пропадне, затоа треба помеѓу 6-тиот месец и првата година, најзасно до втората година, со хируршка интервенција да се спусти во скротално кесе. Така. И последната најчеста интервенција која што ја правите кај деца, тоа е воспаление на слепо црево. Колку е често, колку се случува во детска возраст и кој е најмалиот пациент кој што имало воспаление на слепото црево? За родителите битно е да знаат, не секоја болка во стомакот значи воспалено слепо црево. Така. Слепото црево си има карактеристична клиничка слика. Да, започнува со дифузна болка во абдоменот, во стомакот, боли целиот абдомен, меѓутоа после неколку часа таа болка се локализира од десната страна на папокот. Че од десниот долен квадрант се вика, таа анатомска состојба оди со покачена температура, губиток на апетит, гадење, повраќање, малаксавост, значи си има свој текст, своја клиничка слика воспалението на слепото црево и веќе ако ги има овие состојби, овие знаци кај детето, треба родителот да го однесе детето или на педијатар или на детски хирург. Диагнозата се поставува со физикален преглед, лабораторија, сега имаме и еходиагностика, така да можеме да бидеме сигурни дека се работи за воспалено слепо црево и таквата состојба е апсолутна индикација за хируршка интервенција, односно треба по хируршки пат да се отстрани слепото црево. Кој е најмалиот, најстариот пациент? Проблем се секогаш децата до 3 години, затоа што не може од нив да добиеме анамнеза, не може они да ни кажат што конкретно го боли. Што ги боли, едноставно и при преглед многу е тешко да се направи преглед, детето плаче, го стега абдоменот, стомакот. Затоа, како што реков претходно, еходиагностиката е многу битна, посебно кај децата до 3 години и најчесто кај деца до 3 години при самата операција наодот е перфориран апендикс со перитонит, значи лош наод, затоа што кај нив процесот оди многу побрзо отколку кај повозрастните деца. Колку трае самата операција и колку е опоравувањето? Не ми одговоривте кој ви е најмалиот пациент опериран од слепо црево? Веројатно 2 години, 3 години сум имал пациент на таа возраст, помеѓу втората и третата година, каде што се потврдило спалено слепо црево со перфорација. Хируршката интервенција секогаш се започнува лапароскопски, тоа е една нова техника, минимално инвазивна хирургија, каде што се влегува со камера, со други два работни инструменти, се отстранува слепото црево, низ 3 мали реза на кожата по 5 мм. Ако слепото црево е во фаза на флегмона, воспаление, односно, да кажем, средната фаза од процесот, наредниот ден или после тој ден се пушта дома. Ако е во понапредна фаза од воспалението, останува 3 дена. Ако е фаза на воспаление со перфорација, останува до 5 дена во болница, затоа што треба да прима двојна антибиотска терапија и најчесто кај перфорирани апендикси се става дрен, кој што останува во абдоминалната шуплина 2 до 3 дена. Така. Една препорака, докторе, до младите родители, ајде да не ги двоиме на мајки и татковци, кога имаат мали деца од страна на детски хирург. На што се треба да обрнат внимание, освен болестите кои што претходно ги кажавме и состојбите? Зависи од периодот на возраст до првата година, посебно внимание нема потреба кај бебето, освен редовно менување на пелени, состојби кога им растат заби, покачена температура. Веќе од првата година почнуваат да одат, треба да внимаваат да не падне, да не се удри детето, затоа што најчести посекотини
се случуваат помеѓу првата и втората година. После втората, третата, веќе кога децата се постабилни, паѓаат и се здобиваат со повреди на коските, со скршеници, со фрактури. Така да родителите колку и да внимаваат, понекогаш Господ ги чува децата. Така. И едноставно детството треба да си го поминат безгрижно. Кога е време да се оди на лекар? Дали секоја болка во стомак, во гради е алармантна, посебно кај мали деца? Болка како е болка не е толку алармантна, меѓутоа ако има и други симптоми покрај болка, секрет од нос, кашлица, покачена температура, така да паметно е при секоја состојба која што отстапува од вообичаената, од нормалната, родителите да одат кај матичен педијатар, па ако има потреба, матичниот педијатар ќе ги прати кај детски хирург ако се работи за хируршки проблем. И за крај на интервјуто, во моментов Аџибадем Систина има некаков попуст, ама вие за тоа околу детската хирургија, зашто конкретно станува збор? Да, болницата Аџибадем Систина од 1 ноември почнува со кампања во наредните 3 месеци со пакети за операција на кила, крипторхизам или неспуштен тестис, воспалено слепо црево и состојба на хипоспадија. Тоа значи дека отворот на уретрата е подолго од анатомското место. Тоа е еден проблем кај машките деца, каде што не уринираат од врвот на гласот, туку уринираат подоле. И тоа е состојба која што бара хируршка интервенција. Докторе, ви благодарам за гостувањето во Слободен печат. Ова беше доктор Ристо Симеонов во утринската програма на Слободен печат. Вие, почитувани гледачи, останете со нашата програма. Очекувајте го издавањето на нашиот весник и секако следете го нашето веб издание. Ви благодарам за вниманието. Ви благодарам и на вас за поканата.